Ѓаволот што ќе оженеше 40 кауѓери, чита Александар Станојков. Близу до еден манастир имало една чешма, праена од кауѓерите што биле во манастирот, за секој што ќе поминел и наменел крај патот да се вратит и вода да се напиет. До чешмата имало една стара ехла од незапамтено време. Во манастирот што биле 40 кауѓери, биле многу набожни и правеле голиме добриња по народот. Не само чешмата што беа направиле, ами и друзи добриња правеле големи. Туку рече, сите 40 кауѓери биле близу за да се посветат. На ехлата што била до чешмата се збирале сите ѓаволи секоја ноќ и правеле мушавере кој какво зло направил дента. Ти бре, што зло направи денеска? Му рекол на еден големиот ѓавол, Велзевул. Јас денеска скарав двајца браќа, едниот му извади очите на другиот. Та вториот го кладоа псана и ќе работам да го обесат, за да станат 6 деца сираци. Ашко сумбре, тебе ќе ти никнат рогои. Дајте му еден стол да седни, му рекол на друзите. И дајте му еден чибук да пие тутун, оти е достоен. Ами ти бре, што направи? Праша вториот. Денеска, Јас направив да се збијат син и татко. Синот татка си го уби и после синот од жал што му дојде, појде па се обеси. Ашко сумбре, синко, му рекол големиот. Ти си бил помајстор од првиот. Брво дајте му еден стол и едно бојарџуле, нека пието ти е достоен. Ами ти бре, му рекол на третиот, што зло направи денеска? Јас направив еден владика да појди на курви и да го вата, па апс го кладо и од срам што му дојде на владиката, посака да се потурчит. Ашко со ни тебе да те бре капве, ти си направил главна работа. Дајте му и нему еден стол да седне, оти е достоен. Дајте му еден чибук и згора едно каве. Ами ти бре, што стори денеска? Праша четврти. Јас надупив еден пијаница да си отепа жена, ти сега остана без жена, да нема кој да го кара за дека се опива, за да се испија сета стока. Ашко сум ти, ама уште не си ти за стол да седиш, му рекол Велзевулот. Така и прашал сите ѓаволи поред големиот ѓавол, кој какво зло сторил во денот и според злото сторено од секого му давал и бакшишот. Секоја вечер така и прашал и насрчувал со големи бакшиши за кој од кој поголемо зло да стори. Бидејќи така му давал големи бакшиши, уште поеќе се силеле ѓаволите за кој поголемо зло да стори. Од помеѓу сите ѓаволи, еден од постарите сторил ниет да направит некое многу зло, што да го очудит големиот со лошотијата што ќе ја направите, да го клаит големиот и него на стол, како што и клавал друзите. Думал, шестел какво зло да направит. Му дошло на умот да појдит во манастирот, што бил туа близко до 40 добри кауѓери, и да му влези сопрво за егумен, чунки егуменот му бил умрен, да после да и лости и да и донеси за секој да се ожени и да и огреши. Ти се направил ѓаволот еден кауѓер со едно долго брадиште, со едно големо расиште, дури поземи да се влечка. Смирен, кроток, очи никаде не вртел, се пред себе си гледал како некој конј пајтонџисти. На трава не гаса. Таков му се представил на кауѓерите во манастирот. Бидејќи таков бил ѓаволот, сите кауѓери му насипно оѓавале за тој да му биди егумен, чунки гледале оти го знаел законот од нив на прсти 100 пати поеќе, бидејќи 5-6 месеци што му седел во манастирот, ама манастирскиот ред никој од него поарно не го знаел. Секој собрание од кауѓерите што ќе имале за некоја манастирска работа да уредат, никој поарно не можел да докажи како да биди и како да се уреди отколку ѓавол. Гледајќи така во мудроста и кроткоста од препрениот ѓавол во кауѓер, сите беа дошле еден ден во едно согласие за него, да го клаат егумен и ништо друго. Асли тој тоа бараше и му се курдисал за егумен. Од која зел сета работа манастирска и од која ватил да ја заповедува сите 40 кауѓери да си одат секој по својата работа, ватил секое собрание на трпезарија за ручек или за вечерење да му кажува слово, Слово Божие. Ама тој Итар, бидејќи како ѓавол,
ватил да му разврзува по нешто од кауѓерските закони. Јок ова што било, јок она ништо не било, им велел, најпосле беше му рекол оти требало сите да се женат и да си земат по една невеста за ѓаволот да не искушава. Од многу места од книгите му носил доказателството и треба да се женат и да си има секој по една жена и нека биде ти таа кауѓерица. Јас, ако не бев стар свети оци, му велел, без друго ќе се оженев за вам срамо да ви го земев, ама како да му правам на староста што ја има. Со такви и друзи многу и троштињи и кандисувал егуменот 40 кауѓери што биле приготвени за светии. И од ден на ден му се палила таа искра во срцата на помладите кауѓери. Покрај младите и старите не се откажувале. Кога гледаш, туку еден ден дошол што самите да му речат на егуменот за да се женат. Ете ти колку е силен ѓавол на темаго, да му преврти умиштата на 40 кауѓери сите приготвени за светци и да ја донесит за да ја омаскари пред целиот свет. Откога кандисаа сите кауѓери да се женат, го молија и него да се ожени и да си земите една невеста, да ја постара, а пак за нив, ако се помладичен, ќе било му насипи така прилегало. На тоа згора приима Везевуло, само и само да не му го крши ќевот. Стори едно собрание за кој да оди да бара невести за сите, и на тоа згора егуменот примил за тој да одите да свршит. Еве, јас ќе приимам да одам за да ве свршам, братија возлюбени мои, и треба да знаете оти ќе ве свршам од 40 села, од секое село ќе ви свршам по една уба и млада девојка. Знаете оти од 40 села ќе ве свршам? Не знаеме оче егумене, му рекле. Еве зашто, да ви кажам, им рекол. За да имате роди и пријатели во 40 села и да не бидите како некој дрво церо, бесплодно и раплао. Со тие и друзи многу збори беше исклонил веќе до немајкаде да се женат кауѓерите. Станало едно утро рано и се излег од манастирот за да оди по селата. Со голема чест беа го испратиле кауѓерите дури до под манастир долу. Тргнал од село в село и, бидејќи ѓавол, беше кандисал татко и мајка на секоја чупа за да дајат за невеста да кауѓер, за да биде ти таа кауѓерица. Свршило од 40 села по една девојка за да му биде на кауѓер невеста во Филјан манастир. Многу татко и мајки појдоа на манастир и прашаа дали е вистина таа работа. Од која беше се увериле од е вистина, беа си ошле дома и беа си расказале по своите. Сите што чуле тоа нешто беа се очудиле како да даало законот кауѓер да се женит. Ама ѓаволот беше исполнил со некој негов дуф, што секој што ќе чул и ќе се учудел, веднаш да речи оти не е греот. Се ошол дуовникот на манастир и му кажал на секого од кауѓерите која девојка ја свршил за него и како е било името и презимето. Кога чуле кауѓерите оти свршил егумент, голем ќев беа направиле и по 3 метани беа му направиле. Поминало малку време и беше собрал кауѓерот на еден мезлич, та беше му посакал пари да даат за да се купат дарои, за да се пратат по девојките според адетот што го имале по селата. Сите кауѓери беше извадиле пари и беше му дале на егуменот за тој да купи дарои какви што требале. Зел парите егуменот и отишол во град да накупил дарои, како што си зборувал со луѓето од девојките. Цел тоар донесол на манастир. Го одбрал еден по старија егуменот и го определил него да оди по 40 села и да му однеси дароите. На секоја девојка и дар. Кому шамија, кому обетки, кому ѓерданче, кому пафти, кому коланче, кому чевли, кому кожув, кому кожувче, кому какво му било зборал со егуменот ѓаволот, за тоа да му се носи. Си го тоарил коњо кауѓерот со дароите на приквечер и слегол од манастирот долу за в поле да оди по селата и да ја носи дароите и да му рече на таткои си и мајки си од чупите, за до 40 дни да бидат готови со девојките, оти ќе дојдат кауѓерите да си иземат. Се прекрстил кауѓерот со тоарот и си тргнал по патот. Ама еден од ѓолите што не му го знаел мариветот од ѓаволот на егумен сторен, бидејќи секој ѓавол и пизмел кауѓерите, и тој што го видел и се прекрастил, беше му курдисал еден маривет за да го смети од патот. Му го престурил тој пат на други и го повел по себе да го носи.
Како го вртка, како го сука до некој саат место, што дури се смрачило и не му го опрел патот. До најпосле го однесол во еден батак, та беше го завртел коњ и беше го закачил во батакот и тогај беше се сторил невиден без ѓаволот. Кога се виде калуѓерот закачен со коњот во батакот, се вчудовидел. Опнал сам да го откачи коњот, ама колку опињал да го вади, толку поеќе го згнетувал внатре чунки, тој батак бил многу длабок. Чека сиромајав калуѓер некој човек да помине да му поможи, не поминал. Да се врати во манастир за да му кажат на калуѓерите, му било сраме. Му дошло на умот да појди кај ехлата што било до чешмата манастирска, та на неа да се качи и да преноќува чунки, таму не може да го достигнат некои диви зверови. Така се предумал и си ошол кај ехлата, та се качил на неа и се скрил во едни лисје згстени, што никој да не може да го види. Како секоја вечер што се збирале ѓолите на ехлата, така и таа се собрале и ватил Везевуло да и прашат секого со ред кој што лошо дента направил. Секој ѓаол си кажувал своето зло што го направил и кога му дошло ред на ѓаолот што бил егумен, и тој си кажал својо маруфет. Како се сторил егумен, како и кандисал калуѓерите да се женат, како го пратил дента еден калуѓер со дарови, за да му речет по татко си и мајки си на девојките да се чинат азар до 40 дни и ќе оделе калуѓерите да се иземат и да се ошенат. Кога чул тоа нешто, големиот Ашколсун беше му рекол и на најголем стол беше го клал, најарен чибук беше му дал со најголем кехлибар. Ашколсун брекав пе, беше му рекол големиот. На овој марифет, ти што си го направил? Да маскариш 40 калуѓери. Едно нешто сакам да те прашам, му повторил големиот. Како правиш литургија кога да се речи благословено царство? Колку за тоа сум му нашол колајлакот, му одговорил егуменот. Пред да се речи благословено царство, ја ќе излезам ѓона понадвори, од која ќе се речи ќе влезам в црква. Ашколсун, штом ќе свршиш оваа работа, да си уверен оти ќе ти никнат два рога. На тие збори чул ѓаолот што беше го закачил коњот со дароите во батако и не дочекал редо на него да го прашат, ами сам си кажал ти тој калуѓер дента беше го маткал и коњот му го закачил во батакот. Бре, да би ослепал да би што зло нам си ни сторил, му рекол егуменот. Што си го смел од патот? Кога чу големиот тоа зло сторено од тој ѓаол, веднаш беше заповедал на едни ѓаоли да појдат кај батакот, та да го извадат коњу и да го измијат од калта, за да го пуштат во ливадата манастирска за да пасит, а на друзи ѓаоли му заповедал да го кладат тој ѓаол во валака и да му ударат 500 стапови по нозе, за уште еднаш да му текнит кога оди ќорлеме. Од кога беше се свршила таа работа, пропеале петли и невиден бист беа се сториле ѓаволите. Калуѓерот, скриен во шумарот кога чул, на чудо беше станал и уште во темни зори си ошол на манастир да му кажал на сите тоа што чул. Тогај дури беа си подкасале рилките и беше си рекле: леле, ние грешници што големо чудо ќе сторевме. На целиот век ќе бевме срамни и пред Бога судени во вечна клајне. Го скриле калуѓерот со коњо и влегол егумено да служи литургија утрото. Тамам кога дошло да се речи благословено царство, тргнал да излегуваат од црква надвор. Ама калуѓерите беа затвориле вратите и сите пенџериња што биле во црквата, кога посакал егуменот да излезит надвор, немало од кај да излезит. Едно се зарекло благословено царство и спојмел егуменот да излегува надвор, ама 40 калуѓери што беше ватиле вратите ништо живо не припуштале. Кога беше се нашол во тесно ѓаолот, едно од миризбата од темејенот, што беше кладе тогај поеќе калуѓерите за некако да го пукнат, и друго од благословено царство, што се рекло, ритајќи, скакајќи низ црква ѓаолот, и беше ту пукнал како некој то бум. Така беше се избавиле сиромаси калуѓери од сатанските ногти и уште толкова годиња постиле, дури се светиле.